Кога во семејството таткото е единствен кој заработува некоја пара и при тоа е лице со лесна попреченост, мајката е со нарушено здравје и невработена, синот е 8 годишен, а ќерката 5 годишна и живеат во полусрушена трошна куќа, која во секој момент може целосно да падне и да ги загрози нивните животи, тогаш станува јасно зошто нивниот проблем им тежи како планина. И дека несреќата никогаш не доаѓа сама, зборува трагедијата која им се случи на Трендафилови пред Нова година, кога во урнатина на дел од куќата загина нивниот 2-годишен син. Очајот во ова семејство одамна е вгнездет, а во овие зимски денови добива на тежина бидејќи 4 члена немаат ниту пари да се стоплат, ниту можат асално да ги нахранат двете преостанати малолетни деца. Па во овој момент навеќе се ни прехранбени нешто кебиња, кој што има креветни треба, кој што може како може тоа да помогне. Куќата до старата куќа е во добра состојба, 2 собички, без купател сме. После, кога се деси на оваа несреќа, ние бевме кај татко ми, тамо да ги измијам децата. И кога се вративме, ни се деси оваа трагедија. Па јас верувам, па како е Господ, никој не е. Да се помогне што може и да се изгради нешто до куќата. Било што купатела, соба, потребни се апарати за домаќинството и Трендафилови немаат приклучок на вода, немаат струја, немаат дрва за огрев, а за кујна со садопер, електричен шпорет, болјар, кревети и друга покукнина и да не зборуваме. Затоа во апелот за помош по крепарични средства тие бараат се што може да им се најде за во домот или продукти за прехранување.